saboru, od predsjednika vlada koji je inicijative, ali isto tako prigoda da... Почитуван председател на владата на Република Хрватска и мој пријател драг Андреј, почитувани граѓани на Република Хрватска, почитувани представници на медиумите, дозволете прво да го изразам моето огромно задоволство од ова официјална државна посета на Хрватска. Навистина ни е голема чест што сме во државна посета на Хрватска, голем пријател на мојата Македонија. Хрватска од секогаш ја поддржува Македонија и ние сме многу благодарни за оваа поддршка што ја добиваме, посебно на нашиот пат во интеграциите на НАТО и на Европската Унија. Последната поддршка добивме директно на Советот на министри, но и во одлуките на НАТО, за да добиеме конечно покана за членство во НАТО. Ние чекавме заедно со Хрватска 2008 година да ја добиеме поканата за НАТО, но еве, после 10 години конечно сме стрекни што можеме да кажеме дека ќе бидеме следната 30-та земја членка на НАТО. Во Македонија се донесоа крупни одлуки, сакам да ги информирам и граѓаните на Хрватска, како што информирав премиерот и представниците на владата на Република Хрватска. Ние постигнавме значајни договори со нашите соседи. Еден од најважните беше договорот за пријателство со Бугарија и последниот тоа е договорот за соработка со Грција, каде што се договоривме да надминеме 27 годишен проблем, решавајќи идентитетски прашања и прашања поврзани околу името на нашата земја. Овој процес е во тек и верувам дека до крајот на јануари парламентот во Република Македонија ќе даде поддршка на договорот со Грција, каде што конечно очекуваме да почне и ратификацијата после тоа во грчкиот парламент, како и ратификацијата на протоколот со НАТО. Мене ми е драго што Хрватска не храбри да продолжиме во тој процес и дека Хрватска веројатно ќе биде една од првите земји членки на НАТО која што ќе го ратификува протоколот за пристапно членство во НАТО. Драго ми е што граѓаните од Република Македонија чувствуваат Хрватска за многу блиска земја. Ние сме овде и партиципираме во туризмот во Хрватска, затоа што и до ден денеска велиме тоа е нашето море и ќе продолжиме секако во тој правец да негуваме позитивен економски однос за Хрватска. Се договоривме со премиерот Пленковиќ дека треба да работиме на економијата. Можеме многу што да направиме позитивни резултати во делот на економијата, затоа што овие 150 милиони евра трговска размена помеѓу нашите две земји се само доказ дека има многу што да се зголемува во трговската размена. Јас сакам да ја искористам приликата да ги поканам хрватските компании да учествуваат во тендерите во Македонија, во инвестирањето во Македонија, во севкупната трговија со Македонија. Хрватските производи се познати на македонскиот народ и многу што можеме да работиме на тој дел. Истовремено сме фокусирани на сериозни реформи во Македонија, реформите во правосудството, реформите во безбедноста, во медиумите, во јавната администрација и борбата против корупцијата и организираниот криминал. Секоја поддршка која што Хрватска ја дава на Македонија, ние ќе возвратиме со сериозно пријателство и со аргументи во успесите на нашето напредување кон Европската Унија и НАТО. Секако и во јуни очекуваме отварање на поглавјата за Македонија. Знаеме како се носат одлуките во Европската Унија, но и сериозно сметаме на поддршката на Хрватска, која што секој пат ја давала на Македонија и верувам дека ќе продолжи да ја дава. Мене ми е значајно дека преку оваа државна посета уште еднаш испраќаме сериозни и силни пораки на огромно пријателство помеѓу македонскиот и хрватскиот народ, помеѓу Република Македонија и Република Хрватска. Сакам да граѓаните на Република Хрватска ја чувствуваат Македонија како огромен пријател, заради тоа што немаме ниту едно отворено билатерално прашање, имаме само перспективи пред нас, за кои што ние како влади верувам ќе работиме, а со тоа ќе овозможиме и уште поблиски релации на граѓаните на двете земји. Благодарам.